Како е да се биде дете на родители загинати во војна? Да се биде дете на разведени родители? Или дете од Африка на џамбо плакат? Да се живее во завод за хендикепирани лица? Да се има клуч од социјален стан? Да се добива помош во брашно, масло, памук и стапчиња за уши? Да се има жиро сметка за трансплантација на коскена срж? Да се живее во СОС село со голема мајка на 9 деца и тетка што доаѓа еднаш неделно да пегла алишта и да игра карти. Да се спие во картонска кутија пред парламентот или во метро на Метропола што приредува собир на високи државници. Да се биде кукла во народна носија наместо сообраќаец на крстосница. Децата да посвојуваат родители, а не обратно. Да се пие на екс крвта за да не оксидира. Да се биде тироидна жлезда на семејната политика. Да ти течат лиги од некои луѓе, а од некој пак да ти стои грудка во грлото. Да се чува најмеката бришалка за гостиното од странство, а најтврдиот кревет за самоубиецот што преживеал. Да се биде раска во окото на Бога, да се собере сознанието во лажичка леплив сиру, да ти бидат ставовите испрани чорапи што не си го наоѓаат својот пар, да не ти се повеќе точни ни кожата, ни земјата, да се обеси за манастирската липа човекот што последен ти го бакна челото, да се биде актуелна тема за нискобуџетен филм, папокот да се повлече пред јазикот, а јазикот пред живата мера на духот, да се стане подстанар на собственото постоење, да станеш свесен дека животот е игра на непливач со бранови повисоки од него. Поминаа 7 години од мојата последна поетска збирка Пеха неутрална за животот и смртта, но во сите овие 7 години се раѓаа нови стихови, нови песни, кои лежеа, чекаа погоден миг, се создаваа на еден или друг начин, а создавањето поезија всушност емпирички не може да се докаже понекогаш. Значи, поетот пишува и кога реално не пишува, меѓутоа пишува во душата, во срцето, во мислите, а во меѓувреме секако дека го напишав и физички и во секоја смисла романот Резервен живот, кој ми одзеде и повеќе време и повеќе енергија, бидејќи е сепак проза, а за прозата е потребно не само време, меѓутоа и некоја физичка кондиција, да се седи и да се пишува роман не е лесна физичка работа, а ниту умствена или духовна. Меѓутоа стиховите од новата поетска збирка Црно на бело се создаваа во сите овие години и чекаа вистинско време и вистинско место за да излезат во поетска збирка. Така што поетската збирка Црно на бело на вистина оваа година, 2016, излегува и во вистинското време, после 7 години несреќа, а всушност тоа е и символиката на скршеното огледало на самата насловна страница на книгата, но излегува и на вистинското место. Вистинското место за мене е секако издавачката куќа Или, која што ги објави и Резервен живот и второто издание на Скриена камера, и со мојата поетска збирка всушност започнува нова едиција, наречена Преубаво поеза, и за мене е тоа не само личен, туку на некој начин и историски миг. Значи, со моја поезија да се започне нова поетска едиција во една издавачка куќа. Така што мислам дека се поклопија преубаво сите коцки од мозаикот наречен поезија во мојот случај и денес можам да ја држам со гордост книгата Црно на бело, не само затоа што е моја, туку затоа што е и наша. Нема што нема во поезијата на Лидија Динковска, и тоа го знаеме одамна, а она што сега ни се наметнува како нова зрелост во збирката Црно на бело е една совршено прецизно детерминирана поетска сова, извлечена од постојниот, од порано знаен и раскошен поетски простор. Во оваа книга на Лидија Динковска се е на свое место. Нема ниту една песна за потаму или за поваму. Започнува со песната Мојот гроб, многу комплексна песна со целосно ревидирање на поимот и на значењето на смртта. Завршува со интерпункција на животот, како моќно, помалку пеоративно релативизирање на значењето на големите зборови,
како дом, татковина, јазик, родослов. Дали дом со точка е исто што и дом со прашалник? Дали татковина е исто што и татковина во наводници? Поетската теза со која завршува ова книга на Димковска всушност е дека значењето на зборовите, значењата им се заеднички за сите што ги зборуваме или ги молчиме тие зборови, а она што е различно всушност е интерпункцијата која, заскривајќи ја со дланката, си ја става секој сам, пишува Лидија Димковска. Темата на бегалците, на азилантите, на апатридите, на оние кои останале без свој дом е една од оние доминантни теми. Тоа е судбината на оние луѓе кои поетскиот субјект на едно место ги нарекува, или може би самите себе се нарекуваат, раска во окото на Бог. На едно друго место во оваа стихозбирка, тоа се оние на кои и нивната кожа, но им самата земја им е претесна, односно, ако се вели, дали ти се точни повеќе ни кожата, ни земјата. На трето место, тоа се оние кои се постанари на своето постоење. Сириско утро. Во 7:40 часот, чистачот со метла ги поминува решетките на оградата пред сириската амбасада. Паѓаат ноктите пеперутки низ ситото на јавето. Мушичките се одлепуваат нагло истргнати од своето јаство. Чистачот ја водени метлата во сина кофа и држејќи ја со двете раце ги брише решетките една по една. Се ронат и последните комарци. Само капките размачкана крв никако да се измијат. Длабоко навлегле под кожата на железото и молкома трпнат. Чистачот со ногти струга дамка по дамка. Но крвта на Сирија се засилила. Секоја нова капка тече навнатре, не надвор од раната. Како може во 8 часот да е се уште ноќ, си вели чистачот, ја потистура кофата во канализацијата и со метлата што му капе врз рамето, трга кон задниот дел на амбасадата. А таму, недоброј бубамари, големи, средни и мали, го прекриле плочникот, додека од горниот прозорец едно дете придушено им вика: "Летајте, бегајте од тука!" Бубамарите, божем во бунило, не знаат дека иронијата може секогаш да биде поголема од животот и дека нив, бегалци од Сирија, криумчарот ги исфрлил од камионот токму за сириската амбасада. Како во мртва природа стојат затечени пред чистачот кој знае дека светот ќе ги згази, дури кога тој сите би ги спасил. А сепак ги турка со метлата удолу кон пругата преку уште една граница. Се речи животот, се збива смртта. Во овој кварци, вели, никогаш нема да се разбери. Од историјата со внатрешно крвавење секогаш се излегува со помотрени раце и колку и да се тресе метлата зад себе, потешка и од иднината на новородено бебе. Во последните години некако и самата јас сум на најдобра бранова должина со самата себе, а тоа значи дека
најсуштински можам да ги забележам појавите, промените и се она што се случува околу мене, значи реалноста во која што живееме, светот во кој што живееме, но и во самата себе си. Така што она што го гледам, можам и да го почувствувам, можам да пишувам за него и песните создадени во последните години, мислам дека потполно се исчистија од сето она што не би припаѓало на еден поетски дискурс. Односно, ако во минатото или на самите почетоци од моето поетско творештво, во мојата поезија имаше многу метафори, символика, надреалистички случки и така натаму. Во Нобел и против Нобел и Пеха неутрална историја тие се заменија со метоними, со наративен дискурс, со мали приказни. Но во оваа книга мислам дека се исчистија и од метафората и од метонимијата, и од символиката, па дури и од некој надреалистички дискурс, и се зафатија едноставно со животот таков каков што е. Мислам дека оваа книга всушност најмногу ја представува таа моја нула мултитуда од помеѓу животот и поетиката. Дека во оваа книга она што го чувствувам, го живеам на максимален можен начин, всушност успеав да го срочам во стихови. И тоа за мене представува најголем успех, најголем личен успех во однос на оваа книга. И сега се надевам дека читателите исто така ќе може да се идентификуваат со стиховите од оваа книга. Мислам дека тоа нема да биде многу тешко, бидејќи јас не зборувам само за мојата книга како поетеса, туку и како истражувач на литературата. Тоа е сепак и некоја професионална деформација. Секогаш за литературата размислувам и да некој научен начин. Така што мислам дека со стиховите од оваа книга ќе можат многу читатели да се идентификуваат, да се препознаат во нив, бидејќи ќе го препознаат времето во кое што живееме. Значи, огледалото кое што е скршено на насловната страница не ги отсликува само 7-те години без поетска книга, туку го отсликува и огледалото на времето во кое што живееме. А ова време е навистина многу страшно време во секоја смисла, во историска и во политичка пред се, бидејќи е време на многу лоши културни и воопшто политики во светот и кај нас во секој случај, дури во Македонија и премногу. И животот на луѓето е погоден од сето она што се случува околу нив. Човекот едноставно чувствува дека живее во време и простор во кој што не би сакал на некој начин ниту да живее, ниту да чувствува, меѓутоа се нашол во некои историски рамки што сам како поединец не може да ги промени, а не сум ни многу сигурна дека човештвото може нешто исто така да промени. Но верувам сепак дека по некој стих, по некоја песна на некој поет, па и од мојата поетска збирка, можеби кај некого ќе предизвика желба, копнеш, мечта, да промени барем нешто во себе, а тоа е веќе чекорин кон некоја поголема социјална промена. Мислам дека всушност она што ја одликува мојата поетска збирка Црно на бело е токму таа лична бескомпромисност, затоа и книгата ја нареков Црно на бело, бидејќи овде нема, значи, нема можности за манипулирање, за игра, туку се е онака како што сум го почувствувала и доживеала.